Македонската телевизија на покана на македонската опера и балет ексклузивно ви ја представува празничната турнеја на националниот балетски ансамбл, која што ќе се одржи од 20 до 31 декември низ повеќе театри во Белгија и во Холандија. Оваа празнична турнеја балетскиот ансамбл ја започна во Хазелт на сцената на модерната и просторна арена Триксо, позната по својата сцена за врвни театарски и музички изведби. Балетот ја донесе магијата на класиката Урево-Кршачка пред белгиската публика. Се работи за едно од најпознатите и најизведувани дела на Петар Илич Чајковски. И веројатно токму затоа публиката никогаш не се заситува од ова ремек дело. А вечерашната изведба на балетската представа Урево-Кршачка беше проследена со многу големи овации од белгиската публика во Хаселт. А ние ексклузивно ве водиме зад кулисите за подготовките на оваа класика, но исто така ви ги представуваме импресиите од тимот на балетскиот ансамбл на Националната опера и балет. Ова е прва представа за мене која играм со трупата на Македонската опера и балет. Многу сум возбудена. Имам играно јас со Македонска опера и балет во улогата на Снежана, кога имав 16 години. И сум играла исто во други балети, но во малку помали улоги. Сега ова ми е прва така голема представа со нив. Многу ја сакам Урево-Кршачка, ова е една од моите омилени улоги. Уживам да ја играм. Иако во Македонија ова се смета за детска представа, воопшто не е детска, воопшто не е лесна за играње, така би кажала, но навистина уживам на сцената дека ја играм. Играм со Франциско, балетан од Шпанија. Уште од првата проба, кога дојде во сала, некако одма имавме некоја енергија, некоја химија. Едва чекав да дојде проба, затоа што навистина пробите поменува во една прекрасна атмосфера, бевме насмејани, си правевме шеги, плюс многу работевме, напорно работевме, така да со него да играм е едно огромно задоволство и во сала и сега на сцена. Ова празнична турнеја трае до 31 декември, ќе се игра во Белгија, во Холандија, низ повеќе градови. Се надевам дека на публиката ќе се допадне, дека ќе ужива и дека ќе им ја направиме вечерта едноставно. This time I'm dancing the main role in Nutcracker. I'm dancing the prince next to Steffi. We are very glad to share the stage together and dance the beautiful ballet, especially on this time, Christmas time. And I hope that the public enjoy this beautiful show and also us on stage, because we were working very hard for this show and we are very happy to be here. For me, it's a pleasure to work with her and to share the stage with her. She's such a professional ballerina with a lot of experience and a very, very kind person. So it was very easy to adapt. And it's the first time that we danced together, and it was very easy to dance with her because she's very professional and very kind person. So I'm very happy to dance with her. I hope that the public in Belgium and Holland, they feel the magic of this ballet, because it's a beautiful Christmas story full of magic and another world with snowflakes, with candies, with sweets and everything. So I hope that the public feel the magic and they enjoy with us. Завршувањето на гостувањето во периодот октомври месец со Лебедово езеро и Заспаната убавица, ние повторно успеавме, односно се покажавме на едно многу високо ниво, можеби на едно многу високо светско ниво, каде што добивме можност во декември повторно да гостуваме со 9 представи, од репертуарот, детскиот репертуар новогодишен од Заспаната убавица и Урево-Кршачка. Тоа се репертуари и представи кои што се од Чајковски, кои што се најбарени во Европа и светот, и за 2026 година сме веќе во преговори. Ова е, искрено да ви кажеме, голем успех за македонскиот балет и на културно и на туристичко ниво, бидејќи
и Македонија е една мала земја каде што многу луѓе не ја познаваат, посебно во овие централни европски земји како што е Белгија, нели, Брисел, Гент, Мастрихт во Холандија, најавата во Германија 2026 година за нас е голем успех и голем предизвик и голем ризик, бидејќи не смееме да направиме ни еден кикс. Едноставно во прости зборови би се искажал како во фудбалот, нели, во некој спорт или ракометот каде што имаме европски успеси, нема грешка. Едноставно мораме таџоне систем, секојдневно имаме представи. Ова се млади генерации кои што немаат такво искуство, но ние постарите им го наметнуваме секојдневно со континуирана работа, со зголемен репертоар и мислам дека повторно ќе оствариме успех и вратите ќе ни се отворат на повисоко ниво во 2026 година. Оревокршачка е, нели, традиционална представа за овој период од годината, значи Нова година и Божик, затоа што е таква приказната. Публиката одлично ја прими, ова не е првата представа од турнејата. Секогаш првата представа е потешка затоа што играчите се послепаат, значи стресот е поголем, но одлично мислам дека све помина. Сцената беше голема, убава, оркестарот ни беше прв пат да се споиме со оваа представа, но беше и одлично спремен и некако сите коцки се склопија и мислам дека едноставно впечатокот на публиката и све беше прекрасен. По волшебната изведба на Оревокршачка во Хаселт, балетскиот ансамбл на Националната опера и балет својата празнична турнеја ја продолжува со представата Заспаната убавица во Кастелум, Холандија. Заспаната убавица е уште едно ремек дело на класичната балетска уметност, создадена да ја воодушевува публиката каде и да е изведена. Преку оваа турнеја не само што се промовира културата и уметноста на Македонија, туку се отвора и врата за промоција на туризмот во Македонија, со што се поттикнува интересот на холандската и на белгиската публика која редовно ја посетуваат нашата земја.